најубав ден во годината кој го имаме помината со нашите членови. Тоа се дечиња на возраст од прво оделение до 8, но имаме и оние кои не посетуваат училишта. Инаку новогодишните подароци се обезбедени од граѓанка поединец која само иницијативно се јави и останатите од општина Куманово. Им се заблагодарувам на сите што ни приуштија на сите заедно овдека да имаме сретни моменти со оваа категорија на граѓани, но јас посакувам како денес следната година секој ден да им е убав, да се насмејани, да се радосни, како што денеска се чувствува овдека. Секој граѓанин, но и локалната и државната власт нека помислат дека овие граѓани имаат право да бидат заедно со другите и да обезбедат соодветни услови да се чувствуваат како еднакви жители, дали е тоа на општината или на општеството, затоа што нивните потреби не се поразлични од потребите на другите, но им е потребна поддршка токму од оние кои ги креираат политиките. На граѓаните со попреченост и на семејствата на децата со попреченост ќе пренесам една порака: бидете упорни, барете она што е ваше, не седете дома, појавувајте се секаде, така ќе успееме заедно да допринесеме за поубава иднина. Само иницијативно ме пријавија и се разбира дека вакво нешто не се одбива. Секогаш кога се работи за деца е многу полесно и децата се најголема радост, се разбира. Да, така да ние од НУЦК сите вработени сме многу среќни што можеме да организираме вакво случување овде и да израдуваме многу дечиња од нашиот град. Во пресед на новогодишните празници секогаш невладината организација Инклузива има настани со децата во пречкиво развој, деца со посебни потреби. Пред оваа година тие аплицира на отворениот јавен повик преку секторот за култура, социјална заштита на децата, во кој една од проектните активности беше и денешниот настав. Сами гледате дека имаме потреба и општина Куманово има потреба од вакви настани и да гледаме се повеќе и повеќе да ги поддржуваме и да гледаме на некој начин да им овозможиме место за дружење на овие дечиња, пошто и сами гледате каква љубов имаше денеска и емоции, што сами се уште не може да се воздржиме. Би сакал најпрво да ги честитам новогодишните празници на сите граѓани, посебно на овие денеска што беа присутни тука, децата со посебни потреби, кои што се последни само во нашите срца на никој друг начин. И би сакал да им искажам длабока благодарност и љубов што ја чувствуваме сите ние кон нив, и да им посакам дека во наредна 23-та година ние како Совет ќе се трудиме максимално да им излеземе во пресед, за да се почувствуваат видливи, слушнати и дека ние имаме разбирање за нивните проблеми, за нивните секојдневни маки, пошто како граѓани ние луѓето што ги немаме тие проблеми знаеме со какво, а најтешко име на тие семејства што се соочуваат со тој проблем. Затоа нашата врата како на Совет ќе биде секогаш отворена и ние секогаш ќе имаме слух за нивните проблеми. Уште еднаш им честитам новата година и им посакувам се најубаво и се надевам 23-та година ќе биде многу поуспешна.